И ќе завршиме со музика во ова издание на Македонија наутро. Убави се деновите, празници се, зошто да немаме малку музика. Добро утро за Огнен Здравковски, секогаш наш драг гостин. Огнен, добре ни дојде. Добро утро и добро ја најдов. Поздрав до сите гледачи на МТВ телевизија. Еве ми го разговорот. Со листови ве извини. Многу листови, но веќе кога се ближиме на крајот од содржините, секогаш овие последните ни се наоѓаат содржини најдолу во купот. Нешто ново од тебе, за кое што ќе зборуваме денеска и ќе го промовираме. Така и испрети старата 2024, направи убав влез во новата 2025 година. На јавноста и со обрати со зборовите велис нешто ново од мене, сработено со многу љубов и посебна енергија. Тоа е новата песна. Така е, тоа е новата песна. А не само обична. Ако прочитам кој се потпиша позади неа, Dream Team. Буквално така. Ова песна е работена многу одамна, уште 2020 така нешто. Со Тара ни дојде идеја, бев кај него дома. И мене ми дојде некој правец на стилот како да оди и он седна направи мелодија. Тука аз нешто му сугерирав мои добри намери што беа некои дали да ги прифати, дали не, и секако дека ги прифати. Негова е музиката и така ни остана таа песна. Стоеше во фиока, можам да кажеме, едно година и пол, и после тоа му дадовме случајно на Зонде да направи текст и така остане. Од тогаш ништо не се случуваше и сега пред брзо некако во тема на мовет со Димитар Андоновски стапивме во контакт, како ти се свига ли песнава, дај да направиш аранжман. На Дима многу му се свигаше, направи скроз со аранжман нов и ете, извадивме. Мислам дека си го најде правото време сега оваа година. Добро, малку се будиш од зимски сон. Бога ми, стварно сите тој мовет, јас периодов не снимав. Луѓето очекуваат од тебе, едноставно сакаат да создадеш. Криво ми е што периодов не создав многу нова музика, бе фокусиран повеќе на други работи околу мојата кариера, но сепак разбираш дека без авторска музика можеш да останеш никој ништо. И затоа оваа година ветив на сите мои фанови, сите пријатели и сите што ме следат и што не ме следат, дека во 2025 да очекуваат многу нови проекти, многу нова музика од мене. Со оглед и на тоа од кое семејство ни доаѓаш и потекнуваш, должен си да создаваш музика. Нормално така е. Така да едноставно го продолжиш наследството на твоите предци. Нема да се навраќам многу и многу наназад, ете ќе споменам твојата мајка која што сега сигурно не гледа. 100%. И сакам да честитам на тетка Совча нова година, но морам тука да го спомнам и легендата, твојот војко, почитуваниот Зоран Джорлев, кој што го изгубивме за жал на 1 јануари. Утре е роден ден. Утре се обележува неговиот 10 јануари роден ден. Веќе 4 години од кога почина војко ми. Овие празнични денови за нас како семејство, како фамилија се тешки, но едноставно Господ ти дава сила да продолжиш понатаму, така да ете, јаки сме, издржуваме, така требало да биде. А бевте многу блиски. Јас знам и кога сме доаѓале во вашиот дом да цело време бил кај нас. Да снимаме, да, но некако имаше со тебе посебна комуникација. Како татко ми бил, буквално како што ми е татко ми, така ми бил и војко ми, дури многу повеќе бидејќи со војко ми сум соработувал во музичката работа, тоа што сум денес. Татко ми си работи друга работа и затоа таа близина ни била некако чудна, убава, не знам како да ја кажам, јас од дете сум бил со него. Советот давно, сигурно си ги добивали најубавите совети. Секогаш најубавите совети, најубавите работи за музика и за општо за живот, за све, секогаш. Што ќе ги памтам и што ќе остане. Една од работите исто така убави за памтење што ти се случи изминатиот период. Јас малку се пошегував кога реков зимски сон, бидејќи ете проектот Македонија во срцете носиме исто така доста важен. Можеби не зборуваме таму за авторска музика, меѓутоа пак зборуваме за музика која што некогаш настанала и имаме должност да ја пренесуваме на младите генерации. Ви имавте и завршниот концерт. Така е, завршниот концерт. Криво ми е што не бев, јас гледам, прекрасно било. Многу убаво беше и мислам дека направивме целогодишен еден пакет. Во цела Македонија ги поминавме скоро сите градови. Не знам се дали сме испуштиле некои веќе од многу градови, не ни памтам кај све не бевме. Сегде поминавме многу убаво. Тој проект беше, не знам, со преубава енергија, со преубави колеги, со преубави песни, се цел пакет собран. Нормално поздрав до продукција Скендеровски што им текна да го организираат тој концерт. И се надам дека нема застанеме тука, него ќе идеме со уште повеќе нови проекти подобри од овој. Ако се размислува на тоа, сигурно ќе има. Па мислам дека се размислува, не можам да откривам зашто стварно не знам ни јас. Они спомнаа дека нема да биде само овој проект, така да ќе видиме.
Ја викнеме ние Бојана тука на испрашување на почетокот од годинава. Убав лес направи во новата 2025-та, навистина сега сите песни ми се убави на свој начин, но ете морам да ја пофалам оваа, бидејќи има некој ритам кој што ме подсетува на исто така оние златни времиња од македонската поп музика, крајот на 90-тите, почетокот на новиот милениум. Не само на македонската музика, туку и на балканската, оние хитови кои што и ден денеска кога ќе ги слушнеме, не поради генерацијски, туку некако мелодично ни се убави на уво и како да ја губиме оваа музика денес. Па за тоа ми беше цел, да мене многу луѓе ми викаат зашто снимаш поп музика, чист поп тоа веќе не проаѓа, сега друг стил е. Не, поп музика ти правата музика. Кажи, имаш и уште тие генерации каде што поминува чист поп. Ама таа музика никогаш не умире и еве гледам дека сега во цел свет се враќа тој ретро стил на попот што бил правата музика. Така да ете едноставно осеќам дека не сакам да лутам многу со правци во музиката и со моите авторски песни и се надам дека ќе задржам тоа. Нормално сега можеби ќе снимам нешто во иднина, ете мене сепак корените ми се, како што кажете, од фамилија Џорлеви. Може да снимам некоја народна песна, но сепак тоа да биде некоја, дали не било по било каква цена било која песна, него да биде некоја убава и да биде сепак со мој стил на пеење, да не биде она чисто народно, бидејќи јас не сум народен пејач, поп пејач. Добро, денес стилот на музика се носи се, зависи како така ќе го изведеш и презентираш, така да те очекуваме со нешто ново. Сигурно имаш се надевам дека ќе биде. За 2025. Да, за 2025 веќе имам се испланирано кога што како ќе ми излегува. На класично новинарско прашање за крај. Кои се твоите планови за 2025-та? Огнен? Ги имам многу, но еве ќе кажам еден, ќе го откриам за околу мојата кариера, како што ја поклонив на крај на 2024-та пеколирај на сите слушатели, така во 2025-та нема да биде само една песна во годината, него ќе бидат многу повеќе и ќе имаат повеќе можност да ме гледаат со моја авторска музика гледачите. Во глобалот тоа ми се плановите, сега сум фокусиран многу на кариерата, бидејќи сепак идеме кон тие години кај што треба да оставиме нешто позадина што сме направили. Така. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Заборавив да честитам среќна нова и среќни празници на самиот почеток. Фала ти, Ванис, и на тебе и на сите гледачи на МРТ1. Среќни празници, среќен Божик, среќна нова година, само убавени од срце ви посакувам, останете здрави, живи и имајте само најубави работи. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија на утро. Фала на вас. Ние го погледнавме спотот, ја слушнавме песната, но секако со неја ќе завршиме на самиот крај. Јас ви се заблагодарувам, драги наши, за вниманието денес, изминативе 3 часа, утре во 6 часот и 45 минути, ново издание на утринската програма на јавниот сервис во 10 часот денеска и најновите вести. А пред тоа, еве го, премиерно и најновиот музички проект на Огнен Здравковски за крајот ова наше издание на Македонија на утро. Пријатно. Така наивна, не си бел цвет во жолта градина, ти нога за нога, пак чекориш со него сама, нема ни сила што не дели, зборови твои беа смели, нога за нога, а ја слепо верував. Од магла, гориш во оган, свесно сама, нога за нога, пак чекориш и не се враќаш, нема ни сила што не дели, зборови твои беа смели.